Добро вечер. Во рамките на циклус филмови на режисерот Милчо Манчевски ви го нудиме краткото упатство за употреба препорачано од страна на филмологот Владимир Ангелов. А вечерва на програмата ќе можете да го погледнете филмот Мајки и краткиот игран филм Крајот на времето. Да уживаме во проекцијата. Да те утепат без причина некој. Тоа ти е држава. Здраво, јас сум Владимир Ангелов, филмолог, и вечера го гледаме филмот Мајки. Режиран и напишан од Милчо Манчевски, Мајки е негов четврт игран филм, а премиерно е прикажан во 2010 година. Мајки содржи 3 приказни. Ова не се приказни што се поврзани меѓу себе како приказните во Пред дождот, кои што се одделени со посебни наслови, зборови, лица и слики, но представуваат една целина. Или, например, како двете приказни во Прашина што се одвоени стотина години меѓу себе, но сепак се поврзани и чинат едно ткиво. Во Мајки имаме триптих од наративно различни, сосема неповрзани приказни. Може би оперираат со исти теми и интереси на авторот, но тоа може да се каже за секое дело, не нужно на еден ист автор. Во Мајки, дури и родот на трите приказни не е ист. Првата приказна е играна, втората приказна е филм во филм, односно филм за снимање на филм, нешто како квази документарен филм или мокументарец, и третата приказна е чист документарец. Сепак, Манчевски избрал дека овие три сосема различни приказни треба да носат едно заедничко заглавие – Мајки. И во претходните три филмови Манчевски ги слика мајките како субјекти околу кои се врти действието. Во Пред дождот Кетрин Картлич во улогата на Ен е бремена. Силвија Јовановска како Хана е мајка загрижена за својата ќерка. Во Прашина Неда е бремена со Анџела која раскажува приказната за Дивиот исток, а во Сенки веќе се издвојуваат ликовите на две различни мајки. Едната доминантна, агресивна и спроведува матријахат, ја игра Сабина Ајрула, а втората во улога на Филарета Атанасова е незаинтересирана за своето дете, егоист и хедонист. А во Мајки имаме повеќе дузина погледи на нашите мајки, нашите перцепции за нив и за нивното влијание на нас. Во првата и најкратката приказна ќе видиме како една ординарна и банална лага полека станува вистина. Во првата приказна девојчињата кои сте главни хероини започнуваат да веруваат во својата лага. Девојчињата се во најмала рака невоспитани и нивните акции предизвикуваат страшни последици. Втората приказна е за една филмска екипа што оди во Маријово и во некое тамошно запустено село наоѓаат старец и старица што се брат и сестра, но не разговараат од некоја банална причина која и двајцата ја кријат или не сакаат да ја разоткријат докрај. Камерманката се поврзува со бабата и почнува да ја посетува чувствувајќи ја како сурогат мајка. Третата, документарната приказна е приказната за Владо Танески, првиот масовен убиец во Македонија кој убиваше жени, чиј профил потсеќа на неговата мајка. А затоа што беше новинар, потоа пишуваше за убиствата. И во оваа приказна останува горчината на нецелосно дознената вистина, затоа што вистинитата приказна завршува без судење. Ниедно животно сценарио не може да надмине филмско сценарио, вели еден од соговорниците во документарниот филм. Јас не сум баш убеден во тоа. На почеток реков дека приказните се речиси неповрзани, но сепак се поврзани. Во првата сторија, кога децата поминуваат улица, колата што чека да поминат е джип во кој што се наоѓа филмската екипа од втората приказна. А во втората приказна, која старецот раскрстува со минатото палејќи ги сликите, помеѓу сликите можеме да го видиме и новинарот Владо Танески од третата приказна. Манчевски ги крие овие нишки како малите лаги што ги ткаат трите приказни. Режисерот Манчевски во овој филм ќе го видиме на фотографија во дуќанот, каде двете девојчиња купуваат патики, глуми кошаркар кој забива. Музиката е на Игор Василев Новоградска, а улогите во втората приказна ги играат веќе традиционалните актери на Манчевски: Салаетин Билал, Владимир Лјачев, Радка Радмановиќ, Пепи Мирчевски, без кого Манчевски не може, и други. Пред Мајки ќе го видиме краткиот експериментален филм Крајот на времето. Тоа е филм за еден хипнотичен момент кој ќе сватите дека времето запрело и целиот универзум е заробен во една единствена насмевка. Ви посакувам убаво гледање на овие два филмови.